благодарејќи на вас и на Стендап Македонија, вечерва се чувствувам како лав. Иако според Конституцијата би требало да се чувствувам како слон, ама ете, јас се чувствувам како лав. Мојот покоен дедо Петре ми викаше: никогаш да не примиш жив награда за животно дело. Зошто бе, вампир? Примиш ли награда за животно дело или сакат од МРТВ да ти сликаат портрет за твојот живот, си наевал? И да ви кажам право, не се чувствувам добро цел ден. Ви благодарам многу на сите. И чекајте! Не знам дали слушнавте како се вика позата 69 во геј секс. Не? Јајца на око. Понепријатно од то да ти смрдит здивот и да прднит мајка ти на родителска. Океј, кај секој се јавуваат наутро, во зависност од тоа што јадел навечер, ама кај некој може да се користит како екстракт за бојни отрови. На некој типој толку му копат здивот, што треба да се направи добротворен концерт и со париве од карти да му се купат паста за заби, тик-так и ментол спреј за 10 колена унапред. Ради младите генерации слободно да растат. На некој толку му копат здивот што промаја во јавно ВЦ може да користит како освежувач за простор. На поедини луѓе толку им корнит здивот што мојт да убиет мува лајнарка на 3 метра. Со ждригање. Страшно нешто. Одма ќе приметиш дека некој таков не е ако сте големо друштво, дека не излегол со вас. Брат, нешто свежо вечерва, а? Па свежо? Не е излезен оралнион. Толку му смрдит здивон што ми идат место шал гаќи да му облечам нагла. Не дај Боже некој таков да го застанит полиција да му направат алкотест. Ку ќе дувнит во апаратчено за алкотест, место пијан посран ќе покаже. И следниот после него што ќе дувнит во апаратчето треба не со паста за заби, со доместос да се мија. Да ојд на нуркање таков некој, ако испуштит воздух под вода, еко катастрофа. Комплет флора и фауна во радиус од 20 метри ќе изумрит. Инстантно. Таков тип, не дај таков може да излегвит само во кафичина отворено. И да пијат ладно Нескафе. Зашто ако дувнит на макијатото за да се оладит, ојде промет од дента. Мал совет, никогаш немој да ојте на роден ден кај некој што му копат здивот. Цело време ќе се плашиш да пукнит некој од балониве и да се заебит атмосферава. Има уште. Сакате уште? Мајка му дури не му прави торта заш му смрдит здивот. За да не мора да дуват на свекиве. И секогаш некој таков има нешто тајно да ти кажи. Погоди шо? За да ти кажи некој нешто тајно, треба да ти се доближи. А ти моли се да не е предолго. Брат, многу јак вид знам за плавуши. Шо барат плавуша на симпозиум за астрофизика? Не, мислам, шо барат? Страшно, човече. Ти идат место ментол бомбона памперс да му пикниш в уста.
Заш кај него и ментол бомбона би избегала од уста. Никогаш не можеш да емпатираш со некој таков. Кажи бе брат, шо ти е? Тешко ми е. Па, човече! Страшно! Цунами! Затоа, ако секогаш ви дават предност, кој ќе купите во ред во супермаркет, и ако од кој излезиш од супермаркетов го затворете ради реновирање, сватете го лично и мите заби почесто. Сега у петокот ја направив најголемата животна грешка. Отидов на турбо фолк, луѓе. Трезен. Значи да отидеш начукан е само грешка, вака е животна. Влагам у 10 саат на журкава и прво па цеца. Доказ! Јас сам ти живи доказ! Боли ја не ја пеам. Када ти буду јавили и најдлабокиот текст у песмата, да вода нешто носи. Што носи вода? То ни сама Цеца не зна. И након Цеце го добијаш овој мојот еден омилен Дадо Полумента. Го знаеме, така? Полумента, ја прв пат кога го слушав мислев дека е паста за зуби да ти. Скоро па мента. Со онаа неговата, она е лепша од сношти, ја знаеме сите, не? Она е лепша од ночи. И кога заноси, прекрасен текст. Длабок текст. Вака, кога го слушаш некако од длабина нешто ти иде, разбираш, од нутра те иде нешто длабоко, разбираш, кога го слушаш текстов. Јас викам, замисли ти овој прекрасен текст да го рецитираш максимално сериозно. Еве не ја, Раде Шербеџија да го рецитира, пример. Еве, да замислиме ситуација. Пат се молим те таа интимната атмосфера. Фала ти. Да замислиме ситуација. Универзална сала, 1500 луѓе, будали, платиле 50 евра карта нормалниот, и го слушаат Раде Шербеџија како рецитира она лепша од сношти. Како ќе изгледа тоа? Само молим вас мало тише да се Раде сконцентрише, нели? Она е лепша од очи. Не мирису коси, до неба ме носи и заноси. Роđена само за тебе. Лепота од жене, без нje, би се куче. Не иде. Каже, Боки 13 бил обратен. А никој не се прашуе од кај научил Боки 13 да биде таков? Да не растел случајно у Београду па тамо го учеле. Не бе, Боки има растено у Скопје. Овде научил да биде таков. И знаете што ми е најстрашно? Што мислам дека голем дел од тие што го учеле се тука вечерва меѓу нас. Или кажано на северно-македонски дијалект, неко меѓу нама nije наш. И така ми се направи некоја шубе од тоа еркондишонот, некоја кнедла ми застана у грло, вака кревам глава горе, шо да видам? Климата, Ниш, производња 1984, а горе на неа седнале два голуба, им вибрираа тоа газињата од тоа климата и ме гледаат право у очи као да сум првиот рикнат од птичи грип у држава. Леле, луѓе, ко ми се врати сладоледот у ждрик, а ждригот која ми замириса на птичја кака. Викам, абе, кај најдов да лижам сладолед,
која пола свет леп нема да јаде, бе. И ко ми се направи еден немир на душата, и све почнав да мислам на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло, тоа лајната на гулабите. Уствари така започна мојава приказна. Седнав у кола, правец кај матичната, таа беше бивша професорка на медицински факултет, треба да иде у пензија, али не и сиде, мириса на земја уште ординира. И ја влагам кај неја и она место да ме праша шо ти е, шо те боли, па ја да и се пожалам дека сум се најал птичи лајна. Она мене фати за политика. Кажи те па нашиве на изборите, а? Кажи каква нова влада имаме. Кажи каков лидер имаме. Млад, па каков оратор е, па каква дикција има, па каква харизма, катаклизма. Еј, викам, докториве одма знаат која страна да ја фатат. И тоа со пичина. Едно, две, она паза лидерот. Вика, ваков лидер нема у светот. Вика, гледа го Џорџ Буш. Му требаше, вика, 20 сати да стигне на местото на злосторот кога ги урнаа зградини у Њујорк. Вика, нашиот лидер не е таков. Он сегде прв стига. И тогаш ја не и поверуев, али и поверуев пред месец дена кога гореше овој театар во изградба во центар. Јас случајно се најдов тамо, кога се запали театаров, и само што се запали, некако исто време со пожарникариве дојде и лидерот. Искача од тоа лимузината им вика на пожарникарите: "Стој!" Пожарникариве застана и му вика тамо: "Остај кофата доле!" И овој остава кофа. Иде лидеров, ја зима кофата и вика: "Се знае оваа држава која фрла првата лопата и првата кофа. Штрак!" Викам, добро, тука заврши муабетот за политика, али не. Она продужи да ја фали гениалноста на новата влада, незиниот патриотизам после фрлени 3 жути. Не знам, почна да ги фали реформите во здравството, а јас све мислев на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло, и све пред очи ми искачаше сликата на Сигурни Вивер од филмот Осми путник, она ванземаљацот кој искачаше од грлото. И оваа драпаше, и едно време и текне ми вика: "Чекај бе, уствари ти зашо си доен, шо те боли?" И ја одма тука и врзав една прича и викам: "Слушај, само што се вработив, па сакам бриза систематски да ми напишеш еден упут, пошто викам, нели новава реформаторска влада работи 24/7 и требаат работоспособни мажи, богобојажливи, што знаат целосно да се дадат во светлата иднина на својата татковина." "О, вика, нема проблем, вика, ја ќе ти напишам еден комплетен. Крв, вика, ќе даваш?" Леле, ко ме фати паника, си викам, сега ова лајново од гулаб сигурно од грло ми отишло у крв. Ај, викам, пиши, викам, една е прувета. А викам, окраќа? Шо мам окраќа? Па ја викам, сум лижал сладолед, не сум мочал у далноводна Евана. Ај, викам, пиши сперма, ако треба само да проверам да не сум лапнал птичија кака у ера на птичи грип. И она пише упут и ми вика: "Кидеш у државнава лабораторија, сакаш упут или за приватнава?" Викам: "Докторке, парите никад не биле проблем, пошто ги нема. Кај ке пишеш, таму кидам." Вика: "Слушај, да сидеш, вика, ти у државната лабораторија, пошто вика овие од приватнава, и така примероците ги носат у државната. Па само ги препишуваат резултатите, па после на вас наивните пациенти ви наплаќаат рекет." Леле, викам, кој го смисли овој систем, бе? Како мене не ми текнало порано? Бап еден компјутер, тури 2 цицлести медицински сестри цел ден да собираат брисови, однеси ги примероците у државно, препише резултатите, штрака вантата у джеп. Викам: "Докторке, пиши у државно." И отидов у државно. Само кога искочив од кај неа си реков: "Добро бе, ако државново е боле, зашо она од државно отиде у приватно?" Не се. Влагам ја у државна лабораторија, тамо ред 40 души, ја застанав последен и у тој момент така беше. И у тој момент, значи, чекам у ред и гледам еден наш познат академик од 90 години, мислам сите го знаете, како искача од вецето, носи отворена епрувета у рука, пуна со мочка, а руката му се тресе кој што се тресе пенис у ладна вода. И иде академиков со мочкава,
Иде, доаѓа до шалтерот и вика на сестрата: моли сестло, кај да ја остава мочкава. А ја гледам у тоа епруветата мочка ни за лек. Академиков, као градски веджукели, ја обележал територијата од Кенефот до шалтерот. Башка што не испрска сите нас тука како противуроци. А како само ја напунил да си ебе векот. Иначе Академиков стварно си имаше голем проблем. Он дошол да испита мокраќа, зашто 2 дена претходно му се слошило на струшките вечери на поезијата, кога не му дале Ловоров венец, со образложение дека е млад и надежен поет и дека неговото време допрва доаѓа. И така додека чекавме, он мене ми се пожали дека бил многу тажен што не му дале Ловоров венец, зашто имал многу добра песна. Песната имала наслов "Планињето во Македонија".